Колега Талевски, или ја промашивте темата, или пак ние како пратеници добивме грешен предлог за заменик министер. Именно слушајте ве, впечатокот е дека кандидат за заменик министер, односно министер, се извинувам, за локална самоуправа е Борчо Јовчевски, а не Ристо Пенов. И, почитуван колега, се додека политичарите размислуваат вака како вас, Република Македонија нема да тргне напред. Зошто го велам ова? Нормално е, кога власта ќе се промени, тие што доаѓаат да продолжат да ги работат проектите што ги започнале претходните, а не да ги кочат. Имено, ние сме политичари, треба да работиме за граѓаните, без разлика кој е сега на власт, ако ќе биде до година на власт. Имено тие се средства од буџетот, обезбеден од граѓаните на Република Македонија. Впрочем, сите проекти кои што ги споменавте во вашето излагање, дека се реализирани од страна на централната власт на СДСМ, беа проекти кои што беа изработени или започнати токму од власта на ВМРО-ДПМН. И добро е, власта на СДСМ кога дојде продолжи да ги работи и ги доработи. Тоа и така треба да биде. И СДСМ во Прилеп, почитуван колега, односно претходната локална власт, со градоначалникот Јовановски, вие добро знаете дека не остави ниту еден проект. И сега ќе се задржам на оние кои што вие ги споменавте. Замислете, почитувани колеги, во 4 години во Прилеп не бил изработен ниту еден детален урбанистички план, па сегашна локална власт Борчо Јовчевски ги продолжи да ги работи деталните планови кои што беа започнати во 2016 година. 4 години ниту еден детален урбанистички план. Да, централната власт на СДСМ додели средства за изработување на урбанистички планови за населените места, односно селата во Прилеп. Ги доби кога градоначалник беше од СДСМ, но 3 години не започнал со работа на ниту еден урбанистички проект за ниту едно населено место. И сега продолжуваме да ги работиме, онаму каде што се застанале, односно од нула. Градинката која што ја потенциравте е многу интересна да се разгледува и некој ден ќе одговара за незе. Имено, почитувани колеги, почитувана јавност, СДСМ Јовановски Прилепчани задолжина 2 милиони евра плюс анекси за да ја направат оваа градинка. И замислете, изгради ја градинка за која што немаше инфраструктура, нема струја, сега носиме струја, односно локалната власт носи струја. И надзорот кажа дека проектот е тотално промашен, така да сега се работи одново, односно внатре се преработува инфраструктурно. Нема потреба, колега, да дофрлате, знаем или што да одговори. Граѓаните како да ја гледаат, ве слушаат што кажувате и треба да го смените начинот на изразување, затоа... Контрреплика Миле Талевски.